Алешнет вести. А токму така, драги, денеска министерот за здравство Никола Тодоров објави за прв пат дека во Македонија ќе има аптека на тркала. За поконкретната мирка и новина што се воведува ќе разговараме со министерот. Министер, терминот интересен, аптека на тркала, може ли да ни објасните зашто точно станува збор? Ова е поврзано со измените на Законот за лекови и медицински помагала кој што недавно беше усвоен од страна на Собранието на Република Македонија, каде што се легализираше, се озакони оваа можност да се отпочне со давање на лиценци за подвижни аптеки, односно аптека на тркала, кои што ќе имаат обврска 2 до 3 пати во текот на месецот да ги посетуваат населените места во кои што нема аптека, ниту па има финансиски исплатливост да биде отворена аптека. Ние правевме детална анализа, станува збор за некаде околу 1400 места во кои што нема аптека, се рурални претежно, некои се со 700-800 жители, некои се со 100-200, а некои се и под 50 жители. Вакви имаме 1400 населени места во Република Македонија и таму околу 260.000 жители се опфатени со целиот овој проект, односно таму живеат 260.000 жители. Овој проект е полезен затоа што поголем дел од овие луѓе се лица кои што се некогаш и во подминати години, но и од анализите што ги имаме во Министерство гледаме дека најголем дел од рецептите кои што се издаваат за хронична терапија. Па очекувам хронично болните да имаат многу полесен, побрз пристап до терапијата во местото каде што живеат, преку овие така наречени подвижни аптеки кои што ќе може да ги доставуваат лековите директно во населеното место. Ова е дел од проектот Рурален доктор. Како се одвива проектот Рурален доктор? Па ова е комплементарен проект на проектот Рурален доктор. Ова се два проекти кои што треба да овозможат комплетна здравствена заштита на лицата кои што живеат во овие населени места кои што не се опфатени ниту со доктор ниту со аптека. Рурален доктор е со помал број на населени места, некаде околу 1200 населени места, но со поголем број на жители, некаде околу 350.000 жители се опфатени со целиот овој проект. Идејата е да бидат комплементарни овие две активности, односно да бидат во постојана комуникација и координација руралниот доктор кој што 2 до 3 пати исто така месечно или 2 до 3 пати неделно или еднаш до 2 пати неделно, зависи за кое населено место ќе ординира во населеното место, но исто така и со патронажните тимови во сите тие над 530 населени места каде што ќе има патронажа. Идејата е посебно за хронично болните да имаат можност да ги прегледа доктор во нивното населено место, а потоа истиот тој доктор ќе има право и да препише терапијата, да издаде рецептата, руралниот доктор, и потоа преку аптека на тркала или подвижна аптека да се донесат лековите во тие населени места. Проектот Рурален доктор веќе стартуваше. Во пилот фазата јануари и февруари беа 9000 граѓани прегледани, што е добра бројка. Сега се отвори над 300, околу 350 пункта и над 500 пункта ќе бидат покриени со патронажа. Новите проекти на Министерството за здравство се селат повеќе кон внатрешноста на Македонија, да не се сконцентрирани само во Скопје. Каква е моменталната состојба со останатите болници и дали се намалили метежот на клинички центар? Идејата е да идеме со што е можно поголема дисперзираност, за да ги доближиме здравствените услуги до граѓаните таму каде што им се најпотребни, за да можат без поголеми трошоци и губење на време да дојдат до определена здравствена услуга. Нормално не може да се дисперзира секоја здравствена услуга, некои од нив треба да се концентрираат заради подигнување на квалитетот на здравствените услуги. Инаку опремата која што е набавена и како влијае позитивно на растретување на клиничкиот центар. Вие се сеќавате на пример па само 3 компјутерски томографи во целата држава, тука во Скопје беа. Сега имаме во Штип, имаме во Битола, во Струмица, така натаму. Со тоа што сега од оваа недела започнавме и во Тетово, а наредната недела веќе 10 случаи има дневно кои што се од болнички случаеви за кои што се прават ваков тип на испитувања, а од наредната недела влага и во мој термин со 10 прегледи дневно на компјутерска томографија во Тетово, а неделата потоа почнуваме со магнетната резонанца во Тетово, исто така околу 10 пациенти дневно. Има ли доволно кадар за да се обслужат сите пациенти? Видите, во делот на кадарот имавме една прилично голем гап, голема дупка која што се обидуваме во овој период да надоместиме. Некаде околу 1200 вработувања се реализирани во период од околу 2 години. Исто така на вчерашната владина седница се донесе одлука по изборите да се започне процедура за вработување на 140 доктори кои што ќе бидат упатени на специјализација по педиатрија. Тука имаме еден проблем кој што
планираме да го решиме во наредниот период. Проблем е што е долг период, десетина години од 2002 па некаде до таму почетокот на 2012 немало специјализации по педиатрија, имајќи го предвид концептот на семеен доктор. Меѓутоа, тука констатиравме дека треба да преземеме соодветни мерки за да овозможиме да има добра покриеност со педиатри на целата територија на Република Македонија, за да го намалиме притисокот на кон Скопје, односно кон клиниката за педиатри. Размината на доктори во странство и доаѓање на доктори овдека продолжува. Тоа продолжува со голем интензитет. Оваа година ни е 500 таргетот, исто како минатата година, да испратиме во странство. Исто 100 доктори од Соединените американски држави планираме да дојдат во Република Македонија. За наредна година веќе овој број планираме да го дуплираме. Благодарам за гостувањето. Драги, тоа е за сега се од клиничкиот центар. Со нови известувања и нови измени ќе ги известиме граѓаните во наредните денови на вестите на Канал 5 телевизија.